Во нашата редовна рубрика Здрав живот денеска зборуваме за солта. Јасно ни е значењето на солта за нашиот организам, но остана онаа народната дека сол можеш да додадеш, но не можеш да одземеш. Колку ни е доволно знаеме ли? И доколку претираме што можеме да си направиме на организмот. Надица Илиевска, нутриционист, наш гостин денеска. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што сте тука, секогаш за нашата редовна рубрика Здрав живот, да споделиме совети. Сега за значењето на солта е јасно. Кое, како е, што е за нашиот организам. Но, кога можеме да почувствуваме дека имаме недостаток, а кога дека сме претерале? Па веќе 100 години не можеме да почувствуваме недостаток. Повозрастните може би и памтат некои времења кога солта била многу скапоцена, да без сол не се може. Меѓутоа денеска го имаме обратниот ефект на солта. Денеска конзумираме дури 5 пати повеќе сол од што е потребно и се смета дека всушност на солта треба да се припишат многу влошување на многу хронични заболувања. Оно што е општо познато е дека кардиоваскуларните заболувања не ја сакаат солта, меѓутоа диабетичарите се пазат од шеќерот, но солта е подеднакво штетна за таа болест. Потоа исто така солта севкупно делува на нашето здравје, па имаме и дури и деца кои што се малку отечени, малку повеќе делуваат, имаат вишок на телесна маса. Дел од тоа се должи и на задршка на сол, односно на задршка на вода. Најголемиот проблем денес со солта е неконтролираното внесување преку производи на кои што воопшто не ни помислуваме дека содржат сол. И многу пати луѓе кои што се грижат за своето здравје и се трудат да се исхрануваат здраво, претеруваат со солта токму поради скриената сол додадена на друго место. Нас не се потребни 5 грама сол, на децата 2 грама сол. Како да ги процениме тие 5 грама, 2 грама? Обично нели вака, ајде. Да, тоа е, тука и не грешиме толку многу, се греши во досолувањето. Тоа е една кафена рамна лажичка. Генерално, со приготвување на храна и не можеме многу да ја прекорачиме. Потоа, кога досолуваме всушност, тогаш е оној поголем внес на сол, веќе ни се достапни различни видови на соли, без да знаеме колку удел има натриум хлоридот, натриумот, она баш сол во нив. Но ајде еве малку познат податок, секогаш се трудам да кажам, луѓето не јадат ништо солено, а пијат минерална вода. Минералната вода содржи многу сол. Може секој дома да направи една проверка. Ставете една чаша минерална вода, оставете ја неколку сати, што би кажале ние да изветрее. Да. Пробајте ја, после тоа ќе видите колку е солена. Генерално зависи од типот на газирана на минерална вода, меѓутоа сите тие имаат многу сол во себе, природно. И така оставена сигурно не би ја пиеле, меѓутоа додека е свежа, конзумираме. Така да ние, доколку конзумираме минерална вода неколку чаши на ден, веќе сме ги надминале тие 5 грама. Друго, оно што исто така е лошо во врска со солта е што генерално таа се користи како конзерванс, најдобар конзерванс, во ова време каде што сите се трудат да не додаваат други типови на конзерванси, многу често како конзерванс повеќе од што е потребно се користи солта, па така често во некој производ ќе напишеме без додадени конзерванси, ароми и бои, меѓутоа солта која што е ставена во замена за нив за да биде траен производот и неколку пати над дозволеното. Што значи дека не по наша вина, често пати не сакајки, значи внесуваме и до 5 пати повеќе сол. Кога забележуваме дека сме претирале? Го споминавте моментот на подуеност. Може би таа е како прва слика некоја кога некој може да забележи дека има задршки на течности, соли. Задршката на течност и подуеност може да биде директно поврзана од внес на повеќе сол
но внесна повеќе сол доколку не пиеме течности, ќе осетиме во смисла на работа на органите за излачување, на бубрези, преку кожа, сува кожа на лицето, сува кожа на рацете. Делува дехидрирано. Да, дехидрираме и на тој начин најбар го почувствуваме. Меѓутоа, тоа е сепак проблемот е во тоа што и не чувствуваме. И проблемот е што внесувањето на натриум хлорид повеќе всушност го нарушува и другиот минерален баланс кој што го имаме. Па често пати велиме тоа е приказка без крај. Значи почнуваме да досолуваме, па по некој месец гледаме дека досолуваме се повеќе и повеќе, иако генерално многу зависи и од годишното време. Например, многу помалку имаме потреба од солење во зимските месеци, отколку во летните месеци, но летно време па и многу повеќе се потиме, па на некој начин ја исфрламе солта. Интересно во врска со солта е што стана еден влезе во оние хит намирници, па сега ни се достапни милион видови на сол. За тие сакав да ве прашам. Да, па многу често всушност и тука се грешиме, и тука грешиме. Морската сол, например. Како најздрава, демек, ова е поздраво, па хималајската. Да, треба понекогаш да одолееме и да истражиме всушност што стои позади морската сол. Да, таа има многу повеќе минерали од обичната кујнска сол која што секојдневно ја користиме. Таа е чист натриум хлорид, таа има најголем удел на натриум. Морската сол има многу други минерали кои што ги нема во кујнската сол. И тука сега се спомнуваат, таа содржи магнезиум, содржи железо, содржи селен, содржи калиум, содржи фосфор. Меѓутоа, внесот на тие минерали преку количество на сол кој што ние и да јадеме многу сол го внесуваме е минорен, а морската сол има многу голем удел на натриум. Што значи дека оние кои што се борат со хипертензија би требало да ја избегнуваат, односно не значи дека доколку користат морска сол, дека тие поздраво се хранат. Во нашите услови живееме на поднебје каде што законски секоја сол е јодирана. Добро. Имаме хроничен ендемски недостаток на јод на цел Балкански полуостров. Но едно истражување дури во Македонија, јавно здравје што го правеше, во урината на школските деца најде вишок на јод. И се предпостави дека тој вишок на јод е всушност од вишок на конзумирање на сол. Што значи дека со кујнската сол која што е јодирана, генерално постои закон да мора да биде јодирана, внесуваме понекогаш и повеќе јод отколку што е непотребно. Тоа важи посебно за младите деца, затоа сега инзистираме децата да не јадат солена храна до 12, 13, 14 месеци, како не би станале зависни. Инаку, ако за возрастните една кафена лажичка, за децата како би било? 2 грама. Половина. Тоа доаѓа не е ни половина, тоа е помалку од половина, да не речам воопшто. Што значи дека каде грешиме? Грешиме во високо процесираната храна. Друго, лоша комбинација за нашето здравје е сол и масти. Што значи дека оние сувомеснати масната храна, масното месо, старите велат бара сол. Да, како го погодивте сега зимово, тоа е тоа. Комбинацијата на сол и масти е многу штетна по нашето здравје. Сушност, тоа е тоа што акумулира течности, за да не се задржат мастите, а всушност и мастите можат да го депонираат вишокот и тоа после прави еден каскаден систем. Кога зборуваме за типовите на сол, калиумовата сол би ја споменала, бидејќи е многу популарна. И хималајската не ја искоментиравме. И хималајската, има и други типови на сол. Калиумовата сол е добра кај луѓето кои што внимаваат и кои што веќе патат од хипертензија и така натаму. Меѓутоа па не чини ни многу калиумова сол, затоа што дехидрира, таа ќе ни помогне да исфрлиме значи вишокот на вода доколку правиме задршка. Меѓутоа па на долги патеки исто така не треба да се претерува, затоа што во пракса се среќавам од кога користам калиумова сол, така си пуштам на душата и си солам колку сакам. Не,
количините на сол се тие, без разлика за каква сол Изборот. зборуваме. Да. Без разлика за каква сол зборуваме, што значи дека треба да внимаваме сега хималајската сол. Хималајската Како нека сол многу популарна. многу популарна, Да. треба да внимаваме да биде јодирана, доколку е навистина хималајска од Хималаите, таа не е јодирана и треба да внимаваме, значи да ја комбинираме сепак со јодирана сол. Сепак треба да користиме ние на ова поднебе јодирана сол. Хималајската сол има еден добар баланс на калиум и на натриум, меѓутоа хималајската сол треба да напоменам е многу тешко растворлива сол. Што значи дека со нејзе пак имаме опасност да претеруваме кога онака ја додаваме, бидејќи таа генерално соли со закаснување. Кога сакаме да користиме хималајска сол, треба претходно да ја раствориме. Како се раства? Значи, може во превриена вода, во добро И тоа филтрирана таа дозата вода, што ја збориме, дозата која што истата. ја зборуваме, да ја Да. раствориме веќе хималајската сол и така растворен раствор, такав раствор да додаваме во супи, во варива, во јадења и тогаш всушност ќе приметиме незината моќ на вкус колку е солена. Постојат и многу други популарни видови на сол, сега има некоја црна, има кафена, има сина, зелена. Најквалитетна сол се рачуна солта од францускиот брег и од Бретања. Таа е зелената и сината сол. Ја имаме кај нас, јас нисум ја сретнала. Знае да се најде, меѓутоа таа чини мало богатство. Се купува заради минералите кои што ги има, цинкот и селенот доминираат, и дел од алгите кои што е богато местото од каде што се прави вапоризацијата. Се смета, меѓутоа пак ќе кажам да не влегуваме во такви приказни, бидејќи количеството на минерали и на било кои добри состојки што ние можеме преку солта да ги внесеме е минимално. Дури и да ја прекорачиме грамажата на сол која што ни е потребна и правиме штета, сепак не можеме да оправдаме одредено присуство на минерали за нашето здравје. Генерално и спаѓаме во нација која што јаде многу солена храна. Јас имам другарка која што живее во Австралија, ретко доаѓа овде. И после неколку години кога ќе каже Надица и лебот го солите. И да, точно е. Кај нас и лебот во припремата и во пекарските производи имаме многу сол, што значи дека навистина треба да се повнимава, поготово кај младата популација. Солта е, често јас се борам во пракса за пиење вода. И ќе ми речат, не, јас не сакам да пијам вода, знаете, потоа отекувам, па ми се качува притисокот. Не е проблемот во водата со притисокот, проблемот е во солта. Намалете ја солта и слободно пиете поголемо количество на вода, нема да влијае на притисокот. Солта најмногу треба да внимаваат диабетичарите, малите деца и сите што имаат бубрежни заболувања. Навистина директно ги оптоварува работата на бубрезите, имајќи во предвид па дека сме нација исто така што многу малку пие вода. Сега колку има вистина во тоа кога сме кај водата и солта, дека по конзумирање на јадење кое што е посолено, да речеме, треба 2 часа да поминат за да се пие вода, за да не се направи задршка на течност. Има вистина во тоа? Зависи во однос на оброкот. Значи колку комплициран е оброкот. Знаете, водата интерферира во моментот кога храната доаѓа во желудникот и кога се лачат соковите. Кога количината на сокови веќе е излачена, почнува дигестијата на храна, што значи дека не мора да бидеме жедни 2 часа после јадење. Да чекаме да поминат и да изедеме значи може да се сол. конзумира вода, не веднаш после јадењето. Зависи и што храна. Ако јадеме сува храна, например, конзумирањето дури и на вода со храната, нема многу да придонесе на намалување на ефективноста на дигестивните ензими, бидејќи се работи за сув оброк. Поголема штета е тоа што не ја џвакаме храната и на брзина јадеме, голтаме на џвакана храна, отколку интерферирањето на водата. Но, многу е добро да конзумираме вода пред оброк, бидејќи ќе го стимулира лачење, ќе стимулира, значи ќе го размрда на некој начин, лаички кажано желудникот, ќе стимулира лачење на сокови,
Па претходно ќе ни биде припремен Како подлога. дигестивниот систем, да, ќе ни биде припремен, значи за затоа препорачуваме и првото нешто наутро да биде чаша вода. Почитуваме. Да, така да тоа се некои основни работи, но генерално основната порака е да бидеме свесни на тоа колку сол и од кои извори сол користиме, бидејќи алармантно користиме многу повеќе сол отколку што е потребно. Ќе оставам со овој заклучок да го заокружиме разговорот. Ви благодарам, секогаш ми е многу пријатен разговорот со вас. Благодарам. Мене исто ви благодарам на поканата, секогаш со задоволство.